Слаб економски развој, висока стапка на инфлација, скапотија на скоро се. Со овие предизвици ќе се соочи Македонија ако нема итни мерки за помош на најпогодените, алармираат економските експерти. Аналитичарот Бранимир Јовановиќ вели дека владата направила крупни грешки во реализацијата на мерките, зашто наместо на малите компании кои се дават во долгови, тие им давале пари на големите компании кои веќе оствариле огромен профит. Парите што ги обезбеди владата завршија во компаниите кои што прават профит. Значи, тие не правеа разлика меѓу компаниите кои што им треба помош и оние кои што не им треба помош. Владата во Македонија даде најголема поддршка на компаниите кои што правеа огромни профити, а не компаниите кои што правеа помалку. Значи, ова мора да се научи, мора да научиме од пандемијата. Направивме грешки. Северна Македонија и Србија има инфлација околу 6-7-8% во последните месеци, меѓутоа со тековните развојни текови таа ќе се зголемува уште повеќе. Јовановиќ вели дека по примерот на многуто европски земји и Македонија треба да ги замрзне цените на нафтените деривати, и тоа независно од светскиот тренд на поскапување. Цените секако ќе растат, па затоа на владата не ја остануваат многу механизми освен задолжувања. Ситуацијата не е лесна, бидејќи криза очигледно е продолжена. Прво имавме онаа пандемиска криза, 2 години, тоа беа страшни последици. После тоа, уште од десента мината година, почна ова исто така енергетска криза, покачување на цените на енергенсите, и сега ние влегуваме на таа иста криза зголемена и со воена криза, значи има и санкции, и блокади, и чуда и врагови. И без оваа нова криза, Македонија беше на рабо да биде презадолжена земја. Надминате психолошкиот праг на јавниот долг од на 60% од бруто домашниот производ. Според официјалните податоци на Министерството за финансии, вкупниот јавен долг на крајот на декември изнесувал 7 милиарди и 135 милиони евра. За само една година бил зголемен за дури 652 милиони евра. Едноставно кажано, за само 12 месеци, владата го задолжила секој македонец за дополнителни 326 евра.